Изборниот законник, денеска Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна Само Македонија поднесуваме барање за поништување на изборите, за оставка на членовите на ДИК и за рачно пребројување на сите избирачки ливчиња. Ова го правиме од најмалку три причини. Прво, во Државната изборна комисија недостасуваат дури 2013 избирачки ливчиња. Со ова е направен тежок фалсификат на изборите преку моделот на така нареченот бугарски воз. Фактите и доказите од кои што произлегува овој фалсификат не доаѓаат од било каде, туку од најкомпетентното место, од Државната изборна комисија. Имено Државната изборна комисија со заклучокот определи дека во Република Македонија има 1.814.236 гласачи, а гласале 942.332 гласачи. Ако од ова од 1.814.236 гласачи се одземат 942.334 гласачи, се добива бројката од 871.902 лица кои што не гласале, што значи дека толку треба да биде бројката на неупотребените гласачки ливчиња. Но според овој заклучок на ДИК, бројот на неупотребуваните гласачки ливчиња изнесува 869.889, што значи дека недостасуваат 2013 гласачки ливчиња. Каде се? Се разбира дека се тука, но со тие 2013 ливчиња е направен фалсификатот. Второ, познато е во јавноста дека Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна Само Македонија поднесе кандидатски листи во сите 6 изборни единици и листите ни беа прифатени под називот Никогаш Северна Само Македонија. Меѓутоа, од за нас непознати причини, на самиот изборен ден видовме дека во избирачкото ливче го нема нашиот назив. Ние фактички настапивме како безимен субјект покрај редниот број, на ливчето го немаше нашиот назив. Иако претходно познато е, ние 20-дневната изборна кампања ја водевме под називот Никогаш Северна Само Македонија, така не препознаа избирачите, така не препознаваше и ДИК, бидејќи во сите изјави до јавноста не представуваше како Никогаш Северна Само Македонија, така не представува и медиумите. Меѓутоа, како што кажав, во последен момент е направена тешка измама, тешка забуна кај гласачите, бидејќи на изборното ливче ние настапивме како безимен субјект, со што се створи забуна кај самите гласачи. Тука да потсетам дека пред 2 дена ние поднесовме до ДИК исто така едно барање за увид во неважечките гласачки ливчиња, бидејќи според податоците што ги добивме од терен, дури 24.066 гласачки ливчиња се однесуваат на реден број 11 и коалицијата Никогаш Северна Само Македонија, што значи тоа се гласови на нашата коалиција. Исто така предочивме факти во тоа барање дека тоа бришење на Никогаш Северна Само Македонија гласачкото ливче е направено по ургенција на грчката амбасада во Скопје до владата на Република Македонија. И третата причина која што кај нас буди сериозно сомнение за фалсификатот на изборите е тоа што веќе општо познато е во јавноста, после изборите видовме дека дури 80.000 гласови се погрешно распоредени од страна на ДИК. Тука е исто така многу индикативно што видовме таа вечер падна менуто категоријата изборни резултати на веб страната на ДИК, меѓутоа што е уште поиндикативно е тоа што падна само тој поддомен, само менуто категоријата изборни резултати, а не целата страна на ДИК. Страната на ДИК се функционираше, а колку што мене ми е познато, а тоа се разбира, може да го потврдат компјутерски стручњаци, не може да падне само една категорија, едно мени од веб страната, тука ако паѓа нешто, паѓа целата страна на ДИК. А таа вечер, како што реков, ние видовме дека веб страната на ДИК се функционираше, падна само делот кај што беа изборните резултати. Исто така, значи, со оглед на тоа што ДИК не успе да се справи со овој тежок фалсификат, со овие причини кои што претходно ги наведов, ние денеска поднесуваме и барање за оставка на членовите на ДИК, бидејќи се покажа дека ДИК нема институционален, човечки и професионален капацитет да се справи со овој тежок фалсификат, односно да спроведе избори согласно изборниот законник. Од тие причини, значи, ние го поднесуваме ова барање за поништување на изборите, за рачно пребројување на сите гласачки ливчиња за секоја сигурност, бидејќи со рачното пребројување на сите гласачки ливчиња ќе се види овој тежок фалсификат, а тука е многу битно да спомнам дека тоа го дозволува изборниот законник, поточно членот 22 став 7 на секој учесник на изборите му дозволува во секој време да направи увид во целокупниот изборен материјал кај Државната изборна комисија. Очекуваме сега ДИК денеска или утре да се произнесе по ова наше барање. Тука сакам да обрнам внимание дека овие елементи побудуваат сериозно внимание и за
поведување на евентуална кривична постапка, бидејќи како што реков е направена тешка злоупотреба на избирачкото право и тешка забуна во однос на гласањето на избирачките листи со отстранувањето на нашиот назив никогаш Северна само Македонија. Значи, очекуваме ДИК да покаже една морална доблест, да си поднесат оставка, да се поништат изборите и отпосле техничката влада со уредба со законска сила да назначи нови членови на Државната изборна комисија и сите заедно пак да одиме на уште едни избори кои што ќе бидат фер, демократски и за кои што нема да се случуваат таков тежок изборен криминал во кој што еве гледаме денеска стигнуваат и првите реакции од европските земји. Едноставно Европа не се смее на овој тежок фалсификат, на ова смејуира што се прави во Државната изборна комисија, на овој очигледен фалсификат кој што го гледаме во јавноста и од тука верувам дека овие членови во ДИК ќе имаат доблест и ќе си поднесат оставка и ќе ги поништат изборите.